Блокадата на евроинтеграциите, вклучувајќи ја нашата, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западниот Балкан, но и за Европската Унија. Природата на војната рапидно се менува, напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат. Вештачката интелигенција сестрано се аплицира, а нуклеарната војна понекогаш како да надвиснува над светот, порача председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање по повод одбележување на 33 години од формирањето на македонската армија, кое се одржа во штипската касарна Јане Сандански. Председателката војно и врховен командант на армијата Силјановска-Давкова истакна дека посакува најголемите вложувања да се во знаењето, образованието и науката, истражувањето и развојот, како и во културата и спортот. Благосостојбата на војниците, подофицерите и офицерите, подигнувањето на нивниот животен стандард и подобрувањето на условите за работа, според мене, е неопходна и постојана задача за сите актери во командниот синџир. Постигнувањето на оваа цел бара синергија од сите наши единици, чија професионалност, труд и посветеност особено ја поздравувам. Современата одбрана не се мери само по воените способности, туку и по капацитетите за инклузија и еднаквост. Министерот за одбрана Владо Мисајловски во своето обраќање пред припадниците на македонската армија најави дека армијата ќе се опремува со нови возила, опрема, аботеки и огласот за 300 професионални војници. Денес можам да потврдам дека столбовите на која градиме армијата и одбранбените сили стојат цврсто. Буџетирањето на одбраната е на високо ниво, а така и ќе продолжиме. Силно сме посветени да ја зајакнеме нашата одбрана со исполнување на заложбите за инвестиции во одбранбените ресурси согласно одлуките на самитот на НАТО во Хаг. Председателката Силјановска-Давкова денеска со орден за војни заслуги го одликуваше Центарот за обука на питомци и офицери, кој што едуцира и создава генерации посветени и професионални офицери и подофицери. Воедно им одаде и признание на прворангираните питомци и слушатели на основниот курс за подофицери и на новопроизведените и промовирани офицери и подофицери. На денешното одбележување 33 години македонска армија присуствуваа премиерот Христијан Мицковски, председателот на Собранието, Африм Гаши, кои пристигнаа заедно, како и високи државни и странски представници.